Добар ден, добро дојдовте во детскиот подкаст со насловот Сейн, паднати на фрейм и листи на нева рамка. Јас сум Милана Андонова, имам 7 оделение, учам во основното општинско училиште Круме Ќепевски. Јас сум Антонија Коловска, 7 оделение и учам во основното училиште Круме Ќепевски. Како се викаш? Алексеј Илиев. Како се презиваш? Алексич. Во која градинка одиш? Во Весели Светови. Уводите таму? Да. Колку години имаш? 5. Зошто е важен вашиот детскиот клас во донесување на одлуките во општината? Па, нашиот глас е битен затоа што преку него може да искажеме што мислиме и да кажеме што е важно, на што ни е потребно. Детскиот глас постојано треба да се споменува и постојано деца треба да учествуваат во вакви проекти, во кои што ќе го искажат своето мислење и ќе кажат што е важно за детскиот глас. Дали мислите дека треба да имаме директен глас во одлуките кои што влијаат врз нас? Да, јас мислам дека треба да има, бидејќи сепак ние сме деца и треба да имаме свој глас и, например, можеме да влијаеме на реновирање на нашето училиште, бидејќи сепак учиме во него, на реновирање во паркови, бидејќи почесто да водиме ние децата во него и така натаму. Алексеј, ти какви паркови сакаш? Што сакаш во парковите да има? Трамболино. Трамполин. Топоган. Топокан. Голем? Да. Голем. Треба че се врти. Што се врти? И кола. И кола. Ламборджини со лета нагоре. Што ли И тоа? се врти брзо. А во градинката убава ти? Да. Нешто сакаш плюс таму или само Само трамболиното. трамполина во градинка видиш? Да. Одлично. Што конкретно може да смените со вашиот глас во општина Киселова? Со нашиот глас може да премениме многу работи, како, например, парковите, училиштата, бидејќи не можеме да влијаеме на владата, бидејќи се уште сме малолетни, можеме да влијаеме на работите кои што се соодветни за нас. Антонија? Па да организираме некои еколошки акции, еколошки работилници во кои децата ќе може да се соберат и да се изјаснат што сакаат да прават, да се еднаш во месецот барем да се чисти општината, да се садат дрва, растенија и така натаму. Дали мислиш дека ти имаш таму да можеш да кренеш своја работна акција во општината? Мислам дека ако се собереме повеќе би можеле да го изгласиме тоа и да се организираат такви еколошки акции. Дали мислите дека треба да има поголем простор каде што ќе може да се одржуваат повеќе културни настани во општина Киселова? Да, бидејќи сепак тоа е работа која што ги интересира повеќето деца, возрастните, каде што можат да гледат повеќе културни работи, например, филмови, така. Алексеј? Ти сакаш голема бина да се направи каде што живееш, каде што ќе можеш да гледаш представи од градинка, каде што ќе можеш ти да играш на представи од градинка? Да. Така отворени филмови, којто има еден парк во Киселова. Тој ще има една лиска кафе. Но сакаш ти да имаш во парк. Поред мене во парковите треба да има повеќе реквизити кои што се пристапни за деца и лица со попреченост, каде што ќе може да има поинклузивна игра и работа со децата. Би сакал многу повеќе отворени простори каде што ќе можеш со помош на својата имагинација или фудбал или друштвени игри да се играат на поголем отворен простор, да не биде се реквизити. И би сакал се на се да се средат парковите во Кисела вода, заради тоа што има премногу отпад, премногу несредени гранки, треви и така натаму. Антонија? Па, и јас би сакала да има повеќе фонтани во парковите, каде што ќе може, например, ако на некој има потреба од вода, да се послужи. Според мене во парковите
треба да има, например, како да се каже, одцепи нешто, бидејќи во многу повеќето паркови нема лизалки за деца, сите знаеме дека тоа не ги интересира. Да има почесто да се реновираат парковите, бидејќи има секакви деца и кршат све можено таму. Исто да има, како што кажа мати, да има справи кои што се обезбедени за децата со посебни потреби, за да можат и тие да има да играат. Мислиш ли дека треба да има и паркови кои што се за деца повеќе од тинеџерска возраст, каде што ќе можат да искочат, а да не биде се со лизгалки, со лиешки, туку повеќе да биде како слично на градскиот парк? Да, бидејќи сепак и тие се деца, тие сакаат да уживаат во нивните години. И јас мислам дека би требало да има такви паркови кои ќе што направат клупи, масички, за да може да излечуваат децата. Каде би се изградил овој парк? Поред мене на некое поголемо место, за да биде сепак поголемо. Според мене на некое отворено место би можело, каде што ќе можат слободно да се чувствуваат. Ти сакаш голем парк за шетање? Да. Дали се плачете на вечер во паркот? Тука можам да зборам за сите ученици и деца од Кисела вода, која што сите имаме, и не само деца и возрастни, сите имаме еден ист проблем. Ова го спомнавме и на прошлиот состанок, каде што бараме не од сега, туку од претходно, подолго време бараме дислокација на болницата за наркозависници, каде што се лекуваат. Според мене не е безбедно за децата, заради тоа што не е безбедно. До некој степен, заради тоа што многу од тинеџерите, многу од постарите генерации сакаат да излегуваат до покасно, да бидат до подоцни часови надвор, каде што најчесто се шетаат луѓето кои што се лекуваат таму или пациентите. Но исто така многу од медицинскиот отпад што е произлегува од болницата е расфрлан низ парковите и училишните дворови, каде што најчесто малите деца како Алексеј си играат, чепкаат и не дај Боже може да дојде до некаква инфекција или зараза. Јас не се осеќам безбедно, особено во Кисела вода, бидејќи што кажа мати, има секакви луѓе што прават буквално се и многу од нас децата се плашат, мислам, дека така да се каже. Дали мислиш дека кучињата скитници или кучињата што се низ Кисела вода представуваат проблем? Па, јас мислам дека представуваат проблем и би било добро да има некоја организација која што таквите кучиња ќе ги собере, за да може граѓаните во општина Кисела вода да се чувствуваат безбедно, а исто така и децата. Да не се плашат кога одат во општината. А ти се осекаш ли безбедно во општина Кисела вода? Во Кисела вода ми се допаѓа тоа што да е безбедна за многу од децата, конкретно ние тинеџерите, заради тоа што многу од луѓето меѓусебно се познаваат, иако е една од поголемите општини. Ми се допаѓа тоа што има многу безбедни паркови кои што се нубаво отворено место, но не се директно на улица или на главна улица. Ми се допаѓа што е многу осветлена, заради тоа што кога и да се шеташ навечер има доста улични светла. И највеќе се ми се допаѓа јавниот превоз, заради тоа што доскоро ни беше проблем. Но сега има редовни автобуси кои што поминуваат низ општината, кои што ни нудат прилично добар пристап кон центарот на градот и останатите општини. И дали мислиш дека твојата градинка треба да има убав паркинг, за што може да се паркираат родителите? Треба да има и полиција таму. Да ги местува. Алексеј, а мислиш дека Кисела вода има доволно дрва? Има доволно. А сакаш повеќе или не? Сакам повеќе сенка да биде. Елеона, ти што мислиш за зеленилото во Па, Кисела вода? според мене, треба да има повеќе зеленила,
Мислам како што каже Алекси, да има повеќе сенки, бидејќи сепак се види топлото време, и треба повеќе сенки. И да, според мене треба да има повеќе зелени. Според вас, дали има места каде што деца од наша возраст се собираат? Да, има повеќето паркови како што е Пушкин, кој што се наоѓа позади Кирил, паркот Печурке, кој што е во близина на Круме Кепевски. Има разни паркови, има многу различни паркови и тие можеме да одиме, пристапни се да одиме пеш, да не мора да се возиме со коли. Антонија, зошто мислиш дека овие паркови се полни со тинеџери? Па, јас мислам затоа што сега децата најчесто одат во паркови и таму има повеќе простор каде што можат да играат, да се дружат и така натаму. Еве конкретно јас ќе кажам зашто мислам дека се најпопуларни Печурки или Пушкин, заради тоа што има место каде што има теренче, за да можат најчесто машките да играат фудбал, кошарка и така натаму. Нели има реквизити како детски реквизити како што се љулјашки, топогани, клацкалки и така натаму. Исто така имам приметено дека во последно време во парковите не само што има реквизити за рекреација, има и фитнес прави, кои што приметувам дека и постарите луѓе, но и тинеџерите кои што можеби не сакаат да продолжат во теретана, ама сакаат да чуваат некаква форма, многу се поактуелни. Можам да го земам пример Пушкин, каде што има на 2 места такви справи. Општо ќе ги земам и Пушкин и Печурки, кои што веќе ги спомнавме. Се паркови со голема површина, со многу клупи, со летниковци, кои што се најактуелни за децата од наша возраст, заради тоа што е место каде што се собира целата генерација, место каде што има работи за има повеќе работи за правење, како што се друштвени турнири, седенки и така натаму. Дали мислите дека има доволна соработка со меѓу училиштата на подрачје на Кисела вода? Да, бидејќи како што е во Круме Кепевски, имаме голема сала, се организираат надпревари по одбојка, ракомет, фудбал и таму комуницираме, се запознаваме. Антонија? Па, јас мислам дека има и треба да продолжат да има такви настани, бидејќи убаво е тој што тренира или знае да се покаже и да видат другите дека тој знае да игра. Убаво да се организираат вакви настани почесто, во сите општини да се организираат како во општина Кисела Вода што ги има. Тука можам да надополнам дека го имаме и мултикултурниот проект кој што соработуваат школото, училиштето Мустафа Кемал Ататурк од Количани и Круме Кепевски, каде што има меѓуучилишни турнири, запознавање меѓу учениците, работилници и така натаму. Антонија, дали мислиш дека киното беше добар атрибут на општина Кисела Вода? Па, јас мислам дека беше и уште е, затоа што во киното се организираат представи, филмови, кои што од дете од секоја возраст може да ги гледа. Има разни филмови за деца, за повозрастни, сите може да гледаат филмови, представи и така. Алексија, зошто сакаш Кисела Вода? Што многу највеќе ти се допаѓа во Кисела Вода? Зашто има играчки со слизга. Градинката си ја сакаш? Да, фала на сите што не гледате. Ви благодарам на сите што го следевте подкастот. Во овој подкаст говоревме накратко за позитивните и негативните страни на живење во општина Кисела Вода. Ви благодарам и пријатно.